Програми наменети за целата публика. Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојавте во уште едно издание на Јаде Бурек на Сител 3 телевизија. Вечерва гостин во студиото е Цветин Чилиманов, новинар и политички аналитичар од Македонската информативна агенција МИА. Господин Чилиманов, добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, благодарам за поканата. Ве покани во еден многу деликатен миг каде што се случи една вистинска пресвртница во политичкото живење. Една личност овдека, како никогаш досега на Балканите, може би од историското не 48 година, се диздигна над сите политички структури, личности, правци кои се случија и успеа да ја фрли на колена не само домашната политичка елита и јавност, туку и меѓународната, Соединетите американски држави, и денеска мораме да почнеме со една епопеја и со еден омаж за ликот и делото на оваа велелепна личност која го кажа историското не, Наин, се извинувам, Наин, заради кое после на колена врз Лушпи Одореви го молеа да се врати. Точно така. Да, гледачите кои што можеби не знаат, ова навистина беше историски момент денеска на кој што бевме сведоци, откако Европскиот комесар за проширување Јоханес Хан кажа дека изборите во Македонија традиционално се биле регуларно организирани. Зоран Заев, лидерот на СДСМ, имаше еден драматичен настап во кој што остро му кажа дека не знае што зборува. Наин му кажа. И не знам, во моментов последните информации се дека господинот Хан се јавувал на Зоран Заев по телефон, се извинувал, се обидувал да објасни неговата изјава. Но јас не сум сигурен дека ќе помине со тоа. Да. Не верувам дека ќе остане. Ја мислам дека можеме ли да очекуваме наскоро оставка од Хан? Па, мислам дека е реално. Мислам дека после овој голем кикс на господинот неврокомесарот Хан и после ова принципиелен укор кој што го доби од страна на Зоран Заев, мислам дека Европската комисија навистина ќе мора да разговара за негова смена, што поскоро доколку не сака самиот да поднесе. Дали тоа ќе предизвика потреси во Европската комисија? Дали и таму сега веќе ќе идат на нов реизбор? Најверојатно дека оваа афера драматично ќе ги потресе од корен структурите на Европскиот парламент, Европската комисија и Европската унија вкупно и темелно. Точно, да, тоа е широка коалиција во која што се конзервативците на Хан, кои што очигледно еве денеска направија голем лапсус во очите на Зоран Заев и за кој што денеска се извинуваат, и социјалдемократите кои што ги поддржуваат СДСМ во Европскиот парламент. Ние го имаме дописникот во Брисел Бобан Нунковиќ на линија, кој што секогаш, нели, доколку има некои нови драматични прешли, можно ова дури да загрози таа коалиција која што го држи Европскиот парламент цел и која што држи комисијата на Жан-Клод Јункер заедно. Дали е точно дека имало јавување директно од Обама, кој сакал да се огради од јавувањето на Хан во Вашингтон и неговата изјава и да му се извини длабоко на СДСМ за тоа што на време не изреагирале и така натаму? Не, такво нешто не е докажано, но Хан беше во Вашингтон. Добро е што Хан беше во Вашингтон кога го направи овој гаф и тој кажа дека подоцна ќе има средба во Белата куќа, кажа дека ќе се види со советници на Обама, но мислам дека реално е да се очекува дека доколку навистина бил викнат на пеење во Белата куќа, дека дефинитивно највисоко ниво би било да одговара за таа изјава. Неколку шлепери веќе со чудна материја се внесени во Европската комисија, најверојатно е некој форма на пепел. Неверојатно е пепел за посипување, бидејќи после ова што го случи. Не, одамна имаше едно пророштво, мислам дека имаше едно пророштво кое е најдено негде
таму доле, Так. нели, Вања кај што вика дека од овдека ќе се Момче потреси црпнато од и ќе струм. падне една голема империја и мислам дека е веќе крај со Европската унија, после ова ја мислам дека нема да се опорава. Нешто така, момче црпнато од долината на Струма, дека ќе ја потресе... Долината на зајците. Така, некако. Нешто така мора да биде. Можам да утре вака. Можам да утре вака. Почитувани гледачи, се договоривме, викам, Цветин, да пробаме на почеток да идеме со обратна, викаме, енергија. Значи, ова да го ставиме во конотација гледано како да сме редакција на Плюс Инфо, да речеме, нели? Може така. Сериозно, Ја мислам, слушај, не, денеска, види, има временска разлика. Од моментот кога што е објавена изјавата до моментот кога беше качена на интернет, како забилја think tank-от кој што го пренесуваше, каде што зборуваше Хан, нема стриминг, нема обично прават, обично имаат веб стриминг на изјавите така на позначени луѓе, но пришуваше од технички причини што се случува, нели, немаме стриминг. И влеговме во тој период на, откако веста беше објавена во тој еден период на кога се спија буквално во Вашингтон, и изјавата немаше на видео, не можеше да го видат. Значи, таква нервоза кај коментаторите, не знам, кај Геровски, кај неговата екипа, ја не сум видел ваква нервоза, додека не ја видат таа изјава, сега знаат дека е точно пренесена, се молат Бога дека не е точно, бидејќи ги води на линија на сериозен конфликт со Европската унија, доколку нели Хан тоа навистина го кажал, че тоа беа часови и часови. Ја мислам дека сите се попуштани во тој табор нервно, но мислам денеска како што скрена, како што попуштија, до сега немаше ваков ден. Добро, вака да изанализираме целата ситуација со доаѓањето на Хан. Хан е висок представник од Европската комисија и човек кој беше испратен после известно време. Зошто Хан дојде дури 5 месеци после бомбите? Дали едноставно се очекуваше Европската комисија и Европа чекаше да види, окей, еве ви простор, нели, сметате дека има корупција, извадете бомби, да видиме што ќе направите и така натаму. После 5 месеци, барем ја така го согледувам сега од страна. Окей, дечки, ништо не направивте. Ни 3 дена, ни ви падна влада, ни ништо, иако ги оставија на слободен простор буквално да прават што сакаат во Македонија. Дури до меѓуетнички конфликт, повикување на војна, кој ќе го илустрираме и на моменти, бидејќи активистите на СДСМ од врхучката, кои претежно се под влијание на Сорос, се уште и понатаму повикуваат на меѓуетничка војна, повикување на востание од страна на албанците, и сето тоа не поминува. На крај да резултира со доаѓање на Хан и една средба. Како ја анализираш таа средба што се случи, нели, во Пржина, каде што беше таа голема неизвестност, но и порака дека Европа и Соединетите Американски држави влегуваат на терен како шумар од деца, доста си игравте, сега ќе ви кажеме како ќе се прави. Дали Да, баш така, бидејќи Хан се сретна со Груевски и со Заев во Страсбург кога се видеа, така да он беше вклучен во разговорите, но тој дојде на крај при подпишувањето, значи откако веќе договорот бил донесен до финализација, тогаш дојде Хан да го финализира. Го видовме тој извештај, тој договор, подпишан, не колку биле 5-6 точки, нели, во кои што сите 4 страни се подпишани, јасно е дека тој договор ни оддалеку не ги содржи точките кои што ги бараат најрадикалните, најмајдановското крило во СДСМ, крилото кој што сакува да се реши преку улица, преку конфликт, преку тепање, преку Мајдан, преку меѓуетнички конфликт реприза на 2001. Значи, ги знаеме кои се. Милчин, Геровски, Фрчковски, Ордановски, значи таа екипа кои што го храбрат, кои што ги имаат Фатано Заев, кои што го храбрат, кои што праќаат полицајци со него кога излегува надвор од земјата, не дај Боже да не попушти нешто, да не кажа нешто што не треба. Полицајци у смисла своји луѓе за да не делодеви од екипата не вистински наши полицајци. Заев веќе зборува трето лице еднина за себе, веќе полого време. Тој не мисли со своја глава, мисли како што ќе му биде кажано. Но нели, фактите се тие, ефектот од бомбите е тој релативно слаб, анкетите го покажуваат, добија 3 значајни оставки од владата, значи сериозна оставка од страна на владата, кои што не се признание на некаква вина, но се еве залог да се седне да се разговара. Добија, се преброивме, искочија на митинг
СДСМ искочи на митинг ВМРО. Се виде дека соодносот е отприлика соодносот кој што беше и на последните избори, 5:3, минимум, веројатно и повеќе. Така да се покажа дека единството во ВМРО не е нарушено, голем број од бомбите се покажа дека се ирелевантни, дека едноставно не го содржат тоа што Заев тврди дека го има. Значи, јас имам за неколку од снимките кои што Заев ги пушти за белешки, кои што сметам дека треба да се испитаат, ама тоа би го собрало во 2 до 3 пресконференции од типот на тие што ги држаше, не во 36. Огромен број од работите што ги кажа се непоткрепени, неосновени, немаат врска со реалноста, лажно представување, донели тие, особено тие најемотивните за Никола Младенов и за Мартин Нишковски, кои што апсолутно не го докажа тоа што Заев го тврди дека имало убиство, дека убиство имало, кај Нишковски дека имало владин заговор за прикривање, мислам, значи апсолутно ја промаши темата. До, например, моментите кога тврдеше дека ќе го докаже дека владата прислушкувала и се испостави што слушавме, некој девојче телефон изгубил iPhone, дали може да се лоцирам. Само смешни работи кажуваш. Така да ефектот е тој и тоа што Заев успеа да го добие во тие разговори во резиденцијата на Ај Ворев е, мислам, солиден договор, но тоа е далеко од барањата на Фрчковски, на Ордановски, на Милчин. Тие го храбрат, бидејќи 100 стапа по туѓ грб ништо не болат, че тие го храбрат да објави снимка за Смилковско езеро, кој што јасно е дека тој, например, подготвувал снимки во кои што дава изјави некои од функционерите кои што беа сменети за соживотот дека тешко ќе се одржи, дека во друг контекст, јасно е дека Заев има такви снимки исечено и ги имаше спремено да ги објави заедно со бомбата за масакрот од Вели петок за да постигне максимален ефект на вознемирена, на реакција на револт кај албанците. Не додржа срцејуначка таа снимка, тоа парче го пушти пред протестот на 17 за да постигне ефекти за тој протест, така да сега не може повтор пат да го пушти да каже дека пушта нешто ново што не знаеме. Да. Значи очекуваме дека и таа снимка ќе биде манипулација, вадење од контекст, лепење и монтирање. Така да многу храбрат да го направи тоа, го храбрат дури дире во затвор. Фрчковски во неговите изјави велеше дека мора опозицијата да се мобилизира доколку има обид да се уапси Зоран Заев и тоа да не го дозволи. Фактички, буквално, тие што го водат ова сценарио, Заев сигурно не е меѓу нив, навиваат Црпко кој што го истуриле надвор да објавува снимки и да се компрометира и да се доведе во позиција да биде обвинет и уапсен утре, да биде уапсен, што поскоро, па да има револт. ВМРО очигледно се решени да не направат грешка, така да внимаваат на своите чекори, не даваат провокација. И таа провокација во нивни очи даде Хан со една многу разумна, реална изјава дека изборите од 2014 дека немаш да украдеш ти ни неколку илјади гласови во Македонија, не па 200.000 гласови, со колку што изгубија, мислам. Тоа и Заев го има признато на снимка дека он секако ќе ги изгубил изборите, тоа што го Хан го кажа во Вашингтон е многу реална изјава, дека изборите беа генерално коректни, генерално позитивно оценети. Тоа е точно. Што ја излуде опозицијата. Значи, изјавата на Хан во Вашингтон, која ја даде и која рече дека он го почитува извештајот на ОБСЕ, кој рече дека со одредени замерки, генерално во ред биле... И тоа на прашање, значи конкретно е прашан од новинар, која влада треба да ги организира изборите. Влада не организира избори, ДИК организира избори, ама која влада треба да стои до април. И Хан одговори дека треба да се разгледа избирачкиот список, треба да се, што нормално се прави, треба да се разгледа законодавството за избори, што нормално се прави, и не спомна ништо за влада. Значи, на културен начин им кажа луѓе, и повторно, и плюс кажа дека имавте избори пред година дена, резултатот беше апсолутно убедлив, изборите беа релативно, генерално позитивни. Така да, и тоа радикалното крило во СДСМ го искористи како провокација. Мене ми е дури драго што таа провокацијата не е нешто изнасилено, да речеме, од што ќе кажа дека, не знам, ВМРО го направило, како, да речеме, едно постаро обвинение за Заев, кој што одеднаш СДСМ рекоа дека сега било поднесено после средбата како обид да се испровоцира Заев, што не е точно. Значи, очигледно не бара, се надеваа дека нешто ќе се случи во Македонија,
Идеално би им било ВМРО да направи некоја грешка во Чекори, но со оваа гарнитура во ВМРО попусто се надеваат на тоа и затоа скокнаа за изјавата за Заев на Хан, си направија страшен проблем во Брисел, си направија проблеми во Вашингтон, се открија дека всушност СДСМ се тие кои што не сакаат решение институционално, сакаат решение преку улица, сакаат криза, сакаат дестабилизација на земјата. Дел од изјавата, значаен дел од изјавата на Хан е дека доколку има дестабилизација во Македонија, тоа ќе биде регионално прашање, така да таа изјава нема да остане незабележана и во Вашингтон. И реакцијата на СДСМ ќе остане забележана, бидејќи јасно е дека очигледно навиваат за меѓуетнички конфликт во Македонија, истиот ден кога Хан, еврокомесарот, говорејќи во многу значајна институција во Вашингтон, која што се грижи за проширување на НАТО и на Европската унија, кажа дека партиите мораат да го исполнат договореното, мора кризата да се реши што поскоро, понуди отворање на преговори своевидно, се закани дека доколку договорот не биде испочитуван, па нема да има препорака, се знае на чија глава тоа ќе падне доколку СДСМ ги саботира преговорите, и кажа дека може да има регионален меѓуетнички проблем доколку кризата продолжи. Че сите пораки беа опатени до екипата во Скопје која што се обидува да го саботира овој договор, а тоа е исклучиво најрадикалното, најтврдокорното крило, удбашкото крило во СДСМ. Вака, што по тебе би сакал малку да анализираме и ВМРО, поточно Груевски. Од што отстапи Груевски, ако речеме, го споредиме неговиот последен говор, кој го имаше на митингот, преку 100.000, околу 100.000 симпатизери и поддржувачи, кога рече не отстапуваме, одиме до крај и така натаму во една еуфорија. Кога дојде времево за договор, што он отстапи од тоа што го требаше или го чувствувавме дека? Знаеш, добро, политика е теорија на можно. Отстапки, не отстапки, но се фаќаме за збор. Ги фаќаме за збор политичари. Кај отстапи Груевски во овој договор, па ќе идеме за другава страна? Јасно е, Груевски јасно е дека се обидува да ја зачува Македонија со што е можно помалце последици во оваа криза. Значи и економски, што е значајно, бидејќи јасно е дека една од изјавите на Хан беше дека и најавата за економски раст од 4,5% сега, благодарение на Зоран Заев, тешко ќе биде остварлива. Тоа темпо кое што влеговме секој месец нова фабрика да се најавува или отвара, исто така можеме да заборавиме на некој период барем на враќање на тие патеки. Груевски се обидува да спаси, нели да зачува што може. Не државата, не верам дека дестабилизацијата до тоа ниво, но се обидува да ја амортизира штетата која што сите ние ќе ја трпиме од оваа неверојатна авантура, овој обид за репризирање на 2001 година, што СДСМ не го прави. Со истите ликови, истите играчи од тогаш, Фрчковски, Верушевски, Ордановски ги гледаме. Отстапи од Груевски од најавата дека нема да има избори и треба да видиме, значи сега нема отстапка и од Хан, нема отстапка од судската разрешница, значи тоа стои. Ќе видиме нели како ќе се одвива, бидејќи очигледно дека Заев за СДСМ и за организаторите во СДСМ на оваа сценарио, судскиот процес за Зоран Заев, не за Верушевски, тие се веќе вапсени, еден е веќе осуден, другиот признал, така да за нив е друго, но судскиот процес против Зоран Заев ќе биде за нив исто така провокација на која што се надеваат да искористат за да направат поголем инцидент. Но Груевски се откажа од најавата дека нема да има предвременни избори, но колку што разбравме од изјавата на Хан вчера, ВМРО биле тие кои што барале изборите да бидат што е можно поскоро, барем овој период, Имаше многу препукување околу тоа кој барал предвременни избори. Наводно не бил Груевски. Не. Значи, види, кога ќе го цитираме СДСМ, извор гласоговорник на извор партискиот е Плюс Инфо. Ја од таму ги читам што се ставовите, кои се пораките од раководството. Не е Плюс Инфо гласноговорник на СДСМ, Заев е гласноговорник на Плюс Инфо. Геро ќе му напише, он потоа иска го кажувате. Не е грозно, мислам, бруки, ми се смеат зад грбе. Вицеви кажуваат на негова сметка, мислам. Кој знае што зборат. Би сакал да те демантирам, но за жал си во право. Еве да се вратиме денеска на изјавата
на Заев кога излезе да и објави дека нема да иде во Брисел, дека Хан бил пристрасен. Ајте, молам ме, повели, прочитај што на Фейсбук во колку часот? Пред 9, значи 2 часа пред изјавата пред пресконференцијата на Заев, Геровски вели на Фейсбук постира: "Мислам дека СДСМ треба да одржи пресконференција на која жестоко ќе реагира и ќе го најави своето отсуство од продолжението на преговорите на 10 јуни во Брисел. Честни преговори може да има само со непристрасен посредник." И сега 2 часа потоа Заев излегува на пресконференција, кажува истото тоа што Геровски го напише. Печатните грешки, односно без вклјањето на Геровски го кажува. И малце погора, може да се качиш, еве веста, Заев нема да оди на преговори во Брисел, Геровски вика тоа е тоа. Тоа е тоа. Да, што кажав јас. Браво, друже Заев. Кај ти текна? Кој ти го кажува да го кажеш? Да, кој ти го кажува, некој го кажа. Греота е, значи лидер на СДСМ, втора најголема партија, окей, дуи се сега според повеќето анкети, ама е трета најголема партија Иџ да не е во Македонија. Отворено вака на Фейсбук да му кажуваат што да каже и да излезе да го каже. Мислам, уште пиштол да му држат во глава, уште да го снимаат во некоја пустиња и со нож да го држат како на оние снимки и да читаат, мислам, од прочитано не знам, страшно. Бруки. Неверојатно се спушти политичкиот дискурс во Македонија, особено последниот период, како што се повеќе губат моментум протестите, шаторите и сето тоа, и тоа е чувствително веќе на сите страни, особено од после договорот од Пржинок, како тоа звучи. Договорот од Пржинок. Не сака да го минимизираат, тоа е нивна формулација, нивна кованица од истава група, сака да го минимизираат Пржинок. Не, Пржинок, ша е тоа? Пржинок. Да. Свирипичино. Да. Кој е Хан тоа? Кој е Хан? Обама. ВМРО го платиле. Нема, и таа ја извадија. Ја извадија и таа теза дека Хан го купи. Мислам, може ли да пратиш такви политички пораки и да остане тоа без последици? Дека Хан е купен за 5 милиона еври, Груевски го купил. Дека снимки ќе му извадат на Хан. Да, сега снимки на Хан ќе извадат, најверојатно. Дека Хан не е пристрасен, што е, како да ви кажам, во политичкиот дискурс, во политичкиот... Толку им е чергата, толку спеале да излобираат. Во дипломатски говор, ова е повулгарно од цовка сега јас и ти овдека да кажеме. Може ли ова без последици да остане, кажи? Дали ќе има реакции некакви? Не, ја мислам дека СДСМ ова послова ќе следи распад, мислам. Очигледно дека во нив има сепак и некои, претпоставам, разумни луѓе кои што не сакаат додат. Верушевски им диктираат, што пази, Верушевски и Фрчковски, оваа екипа пред се нив не треба партијата, им се полицајци. Потоа тие снимаат, прислушкуваат и монтираат и прават што треба ВМРО да прави и се обидуваат на, не знам, на албанците да им налепат сценарио, да ги повлечат на ВМРО, на остатокот. Значи, првен се тие тирани во нивната куќа. Значи, СДСМ првен трпи Геровски да ти ја води партијата, да ти кажува што да правиш. И тоа, пази, се минува сат у сат, не се треба телоп да пуштиме на сител доле, да иде во моментов да се врти округ Заев оди во Брисел. Мислам во моментов дека оди. Пак реже како што ќе постира Геровски на Фейсбук да не одиме сега да го променат. Заев не оди во Брисел. Мислам и саат доди да бидат гледачите информирани што во моментов има на каде ќе се свртат. На 5 минути го менуваат стават, значи. Катастрофа. Сега се откако они ќе завршат како пасок. Они се моментов пасок, ќе има некоја Сириза, ма нека не се надеваат дека тоа ќе биде Сириза која што може да победи на избори, бидејќи Сириза може да победи на избори во случај на тотална катастрофа, каква што е во Грција 5 години. Они ќе си имаат пасок, тоа ќе биде некоја поумерена крила во СДСМ, ќе си имаат Сириза, овие лудаци што ги гледаме пред шаторите кои што не знам, мене ми е веќе страв да пуштам снимки од тие нивни дебати од шаторите, тоа е лудило на лудило. Се лепи, мислам, тоа се навистина луѓе. Ќе идеме со тоа. Уште малку околу договорот. Што донесува овој договор кој го потпиша
меѓу другите и Заев. Значи, присуствуваше американскиот амбасадор кој дојде и за да даде поддршка на овој договор на Европската унија и мислам дека амбасадорот Бейли во овој момент нема ама ни милиметар намера да се конфронтира или да има за микрон различен став кон кризата во Македонија од Европската унија. Мислам дека они тука нема да имаат ова, нема да биде како у Украина, Европа мисли вака па се колеба, американците ќе играат тврдо, па ќе наоѓаме снимки who fuck the fuck the EU. Да, тој ме најнова сега дека сакаат нулан да се активирала, дека треба да се објави снимката од масакрот од Вели петок, тоа да предизвика жестока реакција на албанците, да падне нека жртва, нели, така злурадо Фрчковски го кажува, тоа не дај Боже да се деси, всушност го кажуваат како рекетар кога ќе ти дојде во Дуќаник и ти каже не дај Боже нешто ако ти се деси. Не тука дај многу Боже, Дуќанов. не дај Боже да се запали Дуќанов. Да. Нешто такво да се случи, А ти потоа да се се активира сватиш што може да ти се случи. Буквално на својата држава и посакуваат украинско сценарио во кое што, значи, ние гледаме дека пази, и во Египет, и во Украина, и во други земји каде што се случуваше мајдани, пролети и такви работи. Нема единство меѓу САД и Европската унија до толку. Значи, тие и да има, нема единство и во САД, значи ти можеш да најдеш и за пари, и за љубов, некој што ќе те подржи, сенатор, конгресмен, заменик, нешто, бивши амбасадор. Овој договор што го подпишаа четворицата. Значи, Ахмети, Тачи, Груевски, Хан и Заев. Хан не е подписник, ама добро. Хан не е подписник. Само овие четворица се подписници на договор. Што во суштина тој договор значи и зошто? Тоа е договор за нормализација на Зошто сега кога веќе е подпишан, што треба да се прави плюс во Брисел? Значи тоа е договор за враќање од улица во институциите, за нормализација на политичкиот дискурс, откако се преброевме на улица и се виде дека не може да помине сценариото на СДСМ за улично превземање на власта, да се и за нивно добро и за добро на сите нас да се вратиме во институции, значи да се врати СДСМ во собрание, тоа што амбасадорите му го порачаа на Заев уште таму некаде 12 мај, ако не се лажам, ден откако беа во владата и побара отчетност од владата за снимките, пошто следа отставките на Мијалков, на Јанкуловска и на Јанакиевски, утре дента беа во СДСМ, рекоа вратата се во собрание, вонка. Овие не послушаа. Тоа не послушаа. Значи, СДСМ си има огрешено за меѓународната заедница, за многу јасен став на меѓународната веќе месец дена. Го прекршуваат директно барање нивна. Еве и Хан го повтори вчера, и во договорот го содржи. Вратата се во собрание. Тоа дали ќе објават последната бомба или нешто што имаат смешни разговори, не знам. Веќе нема рекла, моментум казала, не е да битно. пуштат. Дали ќе се повлечат интересот кај народот улица? е веќе толку спласнат околу целава приказна. Креата. И сега во Брисел? Во Брисел треба да го трнат Заев од Скопје, да го трнат од ово отровно влијание на што ги наведовме повеќе пати и да се обврзе како лидер на партија, како маж, да се подпише на тој договор официјално. Не знам, значи. Заев не покажува дека има имунитет од влијанието на Сорос, на Геровски, на Фрчковски. Така. Значи, еве го видовме. Не идам и така натаму. За помалку од 6 часа го смени ставот. Наводно Хан се јавил и рекол ќе разговараме за преодна влада. Не. Хан се јавил и рекол извештајот опсе како што стои извештајот на опсе така, што е релативно како стои таму генерално позитивен извештај. Мислам како и да го вртиш е генерално позитивен извештај. Мислам какви избори имало кои што СДСМ ги организирало, кои што ќе отиде Заев. ги организира. Ќе отиде Заев. Ќе му се даде некоја разумна рамка бидејќи и овие ќе отстапат нешто, ќе отстапат каква ќе биде формата, каква ќе изгледа владата, да речеме 2 месеци, бидејќи овие барале. Колку што знам, барале 2 години. Да. Фрчковски го има кажано тоа. Луѓе од Сорос, платеници, кои никој не ги избрал, кои немаат никаква одговорност, да влезат у влада, да прават што сакаат, 20-50 милиона евра фактури, 5-4 јаки министерства, 2 години да ги водат,
без никаква И одговорност. се спокараа ни кој да политичка. биде. Дали бидат од невладини или од партијата? Уште лом се направија, па Уште готово пред- влезени се во Да, влада. да. Не, види, тој преседан знаев и ако го тоа. направиме. И со такви максималистички брања. Но поентава на последно прашање ми е пред првиот блок реклами. Еве Заев и да отиде. Во притисокот ќе биде извршен врз него, ќе му бидат предочени факти, ќе мора да одговори и да даде. Кога ќе се врати овде, глеј сега, он потпиша договор Да. кој го поништува И веќе. после вика усно направил забелешка која што ја нотирала амбасадорите. Он зборал, овие рекле, окей, уреда дечко. Мислам, усно нотирана устна А забелешка. имаш потпис Знаеш, да. на договор. Да. Смајли. Мислам, happy face. што да Happy face. кажеш. Сега, која ќе се... Ако и... Еве, проговори разумот кај лидерот на СДСМ. Така. Која ќе се врати, он пак Да, не да, ќе може да го... повторно ќе го претесне. Пак не ќе може да го спроведа да. тоа. Бидејќи овие не се откажуваат од радикализација, од улично сценарио. Така. Што со тој договор? Тогаш меѓународната, која што е сведок на овој договор, треба да обезбеди негово спроведување. Тоа што го побара од ВМРО беше испорачено, тоа што го побара од СДСМ не е испорачено. Потпишан е договорот, СДСМ очигледно се обидува да се повлаче тој договор. Значи, треба да се обезбеди, бидејќи меѓу другото и јавноста мора да биде јасно дека е понудено и своевидно отворање на преговори. Значи, ова е веќе многу сериозно зголемување на влогот од страна на Европската Унија. Практично ветото на Грција ти е вела дека ќе го трнат на страна. Значи, нема да бидат асли преговори, но дека забелешките на Грција ќе биде кажани на нив да молчат, нешто што како држава го добиваме, и дека ќе почнат скрининг на забелешките за два многу значени ресори за Македонија. И тоа, например, Штенко одиме по жица сега. Блейд Ранер е ситуацијата. Така. Значи, од една страна да изгубиме се, Да. и препорака и се, или од друга страна, ако Да покажеме, добиеме. разум и Така. волја за соработка, да се поместат Точно. тектонски работите во позитивна насока. Тоа е да речеме отворање разговор за токму тоа што СДСМ го бара, значи забелешките во медиумите, во судството, владењето на правото. Што е окей? Окей за ВМРО, бидејќи ВМРО постојано велеле, мислам и тоа е јасно дека добар дел од тие забелешки се повторно изгатани од мал мозок извадени, се базираат на намерно, перцепција на одбрани новинари од страна на Сорос, на СДСМ, да кажат дека тие се чувствуваат загрозени. Значи, не се реални, мирливи, докажливи, справедливи забелешки кои што ги имаат тука. Еве, од Сабеле се чувствувам уплашен, мислам, такви забелешки им се. И тоа влегува во извештај и сега треба за тоа да разговараме. ВМРО се махери кога треба да се спроведат конкретни работи. Сега ти не можеш нормално со впечатоци, со фобии, со импресии на некога да се разбереш и да ги ставиш во извештај. Но тоа што да речеме Европската комисија ќе го побара, што ќе биде реално, конкретно, справедливо, ВМРО ќе го спроведе. Меѓу другото, например, ВМРО се тие што бараа повлекување на министерот од судскиот совет, ако именувањето на суди е проблем. СДСМ не го дозволија тоа, бидејќи тогаш беше нивен министр. Значи, има работи кои што конкретно може да се направат. Еве уставна измена, да речеме, министерот за правда да се тргне од РСС. Став на ВМРО од памтивек. Значи, кога ќе постават конкретни услови, тие ќе бидат спроведени. СДСМ би требало да го поздрави тој процес, бидејќи тоа тие што го бараат. Формално, вербално. Де факто, значи ова крилова СДСМ бара конфликт, конфронтација, типачка војна. Еве да им успее за месец-два да направат криза, еве да формираат некаква влада на сила, не знам, на влагање во собрание, поименам, тоа ќе трае 3 дена. Додека не бидат и они избркани надвор, ќе воведеме таков преседан, веќе власта да се минува преку улица, со протести, со тепање. Тука се знае кој има поголема број на состојба. Мислам, тоа не е никаква дилема во земјата, сите што малку од малку реално Да, ама восприемаат они идат ситуација. кон тоа да има странска интервенција овдека, да се, странски наместник, Нека видат во Украина како помина тоа. Нека видат како заврши Украина со странски наместник. Па нив им одговара тоа?
Што има друго? Таква состојба затоа што на избори нема да бидат поставувани нивни луѓе. Ама ќе бидат шутирани за 3 дена. Значи не е тоа, пази, они се да речеме во Украина се газди на тој делот што им остана, што е, нели, дискутабилно колку им остана. Што Бидејќи секој ден на пример, дека што ќе им остане Струмичка општина, па они ќе бидат малцинство и во тој делот што ќе остане, да речеме. Пак ќе бидат малцинство. Че те не се свесни колку се слаби. Дека не збориме на празно, ќе пуштиме и снимка, не е тајна, туку јавна, во која се заговара конфликт во Македонија од страна на СДСМ. Но ќе одиме првин со првиот блок реклами. Веднаш потоа се враќаме назад. Повторно во студио, живо со Цветин Чилиманов. Цветин, застанавме оној дел кај што нагласив дека ќе пуштиме снимка која може да се каже дека е просто скандалозна, бидејќи се работи за човек кој е бивши министер од влада на Република Македонија, еден од високите функционери во СДСМ или да речеме професор на универзитетот, на државниот универзитет и човек кој е со силно влијание во Сорос и во СДСМ, така што се смета дека е он една од сивата еминенција која ги креира политиките на СДСМ во моментов последниве години. Што ќе ја коментираме, ќе ја пуштиш, ќе нешто како вовед пред ова има една дилема тука меѓу Заев и Фрчковски. Дилема прво кој е лидер во партијата во моментов. Заев упорно кажува дека последната снимка која што ништо значи, да речеме, од архива што имаат за масакрот на Вили Петок 2012, внимателно не ја објавуваат, тактизираат со објавувањето, темпираат, не затоа што сакаат да ги, не знам, навлекуваат албанците па да ги провоцираат и така натаму, туку затоа што, токму обратно, затоа што сакаат внимателно тоа да се одработи, за да нема преголеми тензии, да нема преголеми инциденти. Од друга страна, Фрчковски, кој што гледаме дека веднаш, откако беше подпишан договорот во вторникот со Хан, одеднаш стана јасно дека тоа е движечката сила во СДСМ, одеднаш даде 10 интервјуа на нивните портали, го саботира договорот и така натаму. Јасно вели на оваа снимка која што има тука, дека всушност тактизирањето, темпирањето, играњето, подбуцнувањето со таа, нели, со тој настан е токму со цел да се провоцира, што можно поголема реакција од албанците, да се направи што е можно поголем инцидент, поголема драма во Македонија, да се предизвика американско доаѓање тука булдожери, не знам како го замислуваат. Ја би рекол дури да се доврши работата која што убијците ја почнаа, бидејќи ако убијците сакаат да предизвикаат меѓуетничка, меѓуверска војна во Македонија, СДСМ со ова дестабилизација што ни ја прави со месеци назад се обидува да го доврши тоа. Може да го видиме. Радикалното сценарио, односно радикализирање на протестите е мощна реална опција и таа се одвива по две линии, по моје мислење. Едната се албанците со наша поддршка, исто така, со поддршка на сите граѓани, врзани за случајот на Монструм. И не подразбирам тука дека тие ќе радикализираат со жестоки насилни протести, тука ги се споменуваат вахабистите, па тие ќе... Нема тоа врска посебна. Они едноставно ќе се почнат да се повлекуваат од институциите. На Дуи ќе му стане невозможно да седи во влада која има таков, дури и со сите симпатии кон ВМРО што ги има, кој има такво неправедно сценарио кон сопствените граѓани, да се дел албанците. Од другите институции ќе почне еден процес на атрофија на нашите институции поради повлекување на албанците од нив. Башка се протестите на улица, кои не може да ги проценам какви ќе бидат. Но секако нема да бидат од тој тип вахабиди да ги водат и добијат исламистичка боја. Тоа не... Ја, мислам дека е јасно од ова што го кажува Фрчковски, дека сакаат, посакуваат улично сценарио, кој што ќе биде меѓуетничко, меѓуверско, кој што ќе биде базирано врз тоа што Заев ќе го каже, значи тој вовед, тој контекст кој што ќе се обиде да го представи околу тие снимки,
што и да се и што и да има во нив, кој што колку што видовме до сега од сите овие снимки што ги објави за настани кои што се однесуваат со не знам, Младенов и така натаму, кои што беа емотивно ги погодуваат сите граѓани во оваа држава, беа и од контекст извадени, беа максимално драматизирани со минимум реални факти во нив содржани, така да јасно е дека ова е сценариото кој што СДСМ го посакува. Да имаме што е можно поголемо распаѓање, што е можно поголем конфликт во државата. И навистина не знам што мисля дека ќе постигнат со тоа. Да прашам се да Самовецки ти рече, не е точно од Цветин ово што го збориш, ние напротив сакаме ослободување од криминалот, слобода сакаме, ние не сакаме војна, ние сакаме демократија. А демократија нема во Македонија. Што не еднаш дојдоа на власт после војна која што се случи откако направија некоја слична сценарија на дестабилизација и 4 години беа на власт и ништо не направија да се истражи аферата Голем Уво. Се замисли ситуација кога не знам, Сноуден би дошол на власт во Америка и би бил 4 години председател и не би мрнал со прст да се истражи аферата околу злоупотребите во разузнавањето во НСИ, која што го направила познат и го донела на власт. Црвенковски рече, ќе ви откриам страшна афера, страшни злоупотреби на власта, дојде на власт, ником ништо. Никаква, ни анкетна комисија, ни истраги, ништо немаше. Јасно е, бидејќи и тогаш беше местенка и сега е местенка. Мислам, и тогаш истите луѓе од внатре роварали, прислушкували и снимала, и сега истото го правеле. Дури еве Верушевски, колку што гледам, според Плюс Инфо, фактички, како што рековме веќе, не е органот на СДСМ, туку СДСМ орган на Плюс Инфо, сега во моментов се во фаза во која што Верушевски херои прават. Дека Верушевски, па тоа било работа негова, дека он требало, па со пиштолот како им зборал таму у суд, па како он буквално признава човекот дека прислушкувал и малку фали, значи што неколку дена да му дадеме, 2 рочишта да му дадеме, веќе комплетно ќе заборават на целата таа приказна од почетокот дека ВМРО прислушкувала, дека не знам Мијалков, Груевски снимала, веќе готово го коваат во звезди Верушевски кој што им дал материјали од кои што они сега сечат, штурат, вадат од контекст, прават максимално да не закрват и да направат инцидент во Македонија. Буквално можеше со 2 пресконференции да помине, после кој што требаше во собрание да се седне и пред суд да се извадат документи, бидејќи обвинуваат за корупција, да се проверат документите, бидејќи обвинуваат за прикривање на не знам убиство или сообраќајни несреќи, и од снимките се види дека нема прикривање, дека реално постоела конфузија во МВР во случајот на Нешковски, во случајот на Младенов реално снимките се велат Бог да го прости, Бог да го прости, реално постои нервоза околу тоа што луѓе како Геровски, како Жора спомна тај, ама не е толку битно, Геровски конкретно го посочуваат, се обидуваат поени да направат од трагична сообраќајна несреќа, тоа се случува на снимките, и велат и семејството знае дека нема врска, но на нив гајлиме, они максимум се обидуваат маста да извадат на тие неколку емотивни случаи кои што ги пикирале и кои што прават проценки дека можат максимум смут, максимум хаос во државата да предизвикаат и се надеваат дека како во 2001 ВМРО ќе направи грешки во Чекори, тогаш премиерот буквално доживеа нервен слом, министерот за внатрешни работи влезе во некој филм дека еве сега е моментот за меѓуетнички конфликт, па не знам, даваше изјави кои што навистина не долекуваа за министер за внатрешни, со оваа гарнитура на ВМРО тоа попусто се надеваат. Еве нешто и ќе сценираат, можеби ќе направат некој инцидент, па да го препишат на ВМРО. Мислам, кој знае што се може да им текне, но важно е, мислам, нема никаква дилема кога гледате вакви изјави, нема никаква дилема која е намерата на СДСМ во моментот. Да се вратиме на договорот. Брисел 10, после тоа ќе биде многу работи појасни. Сега е работата како да се извадат после сите овие воинствени изјави дека веќе им станува јасно и на СДСМ дека не ќе може да изнудат оставка од Груевски, дека тоа нема да се случи, бидејќи нема ни таков притисок ни од Европа, ни од Соединетите држави. Зошто нема таков притисок?
Мислам дека реално се види односот на силите и реално се види на изборите, фала Богу, се види на улица. Тоа е зошто ова прашање е повеќе одговор за опозицијата која се интересира зошто еве покрај све што кажавме и направивме, вие не го притиснете Ама се да видеа даде снимките, оставка. се виде специфичната тежина на снимките. Ова ти е меѓу другото признание, значи договорот подпишан во вторникот, кој што претходно беше договаран интензивно и во Страсбург, и во Брисел, и во Скопје. Тој не е од небо паднат, тоа не е случајно во моментот Заев се сопнал, па подпишал погрешка, паднал и подпишал нешто што не му 9 одговара. сати преговара за Да, тоа е во детали договорено. И меѓу другото, специфичната тежина на бомбите на Заев е отсликана во договорот. Петарди. Нема да издржат основна проверка во анкетна комисија или пред Што суд. можат најмногу да се надева опозицијата сега Па го добила, во конечно, тоа е, го добила. во редни избори? Па не сакаат они вонредни избори, Па они неќат, сакаат затоа што бидат лошо дел од- стојат. Па ќе бидат поготово сега. Ќе бидат прегазени. Мислам, целата македонска јавност Тогаш ги гледа кон што- дека се обидуваат да Да. испровоцираат криза. Во момент кога навистина економијата одеше на добро, во момент и тоа на прашање за кои што имале шанса порано да ги решаваат. Влијание во судство, во медиуми. И се видело што направила. Од генерални реизбори на суди, од затешкување на криминали против нивни функционери, корупција сакаат, од, не знам, транзиции, од телекоми, од ЕВН, од што сакаш, мислам, продажби на земјишта, од не знам, тенковски делови. Значи, сега они до последново со, како е, братот на Заев, Вицто и Бишкарнико и двете, едното евро тука че го даеш, другото. Мислам, што сакаат повеќе? Мислам, стварно се виде дека која е специфичната тежина на нив како партија, на нив како луѓе, на оваа шака јада што ги вадат секој ден. Пази, мајден беа илјадници луѓе, ова се 200 души гревате да ги гледаш. Страф ми е да ги слушам. Ги пуштам, нели објавуваат снимки од тие дебати Ќе збориме за камповите. Да, тоа е тежината ме Што ќе изгледа? Договориле. Што мислиш, Ханин го кажа. што ќе биде веројатноста на она, што ќе можат да добијат сега после 10-ти, на пример, транзицијскиот период, они многу се фаќаат за тој транзицијски период од 10 месеци кој ќе следува, иако по последните информации Груевски им дал предлог во декември, во ноември да бидат изборите. Да, и Хан вели имаше предлози порано да бидат. Че Груевски можеме да го разбереме. Кога веќе идеме на избори, ајде агонијата да биде што е можно пократка, ќе избори ќе бидат максимално обсервирани од страна на ОПСЕ, кој сакаш. Нема шанса да некој сега направи, нели, нешто нерегуларно и нечестно кога сме под лупа на меѓународна. Така, ние веќе имаме многу строги. Позаштитени СДСМ не може да се чувствуваат у овој момент во прашање на демократијата. Ма не, ние имаме веќе многу строги правила за избори. Значи, некој период пред изборите и молки, не знам, не се подпишуваат вработувања, не знам, некои видови на трошења од страна на институциите не се прават. Мислам, построги правила нема никаде во Европа, во Америка немаш молк. До денот на избори, буквално на гласачко место, на гласачко место имаш пропаганда. Да, делат ливчиња. По-строги и подисциплинирани избори нема. Имаш ДИК организира именувано. Ова што Цветин го кажува, да не ви биде. Распрашајте се како изгледаат во светот. Мене ме викаа да гласам, им викам не сум државјанин во Вирџинија, ама Вирџинија тешка држава, битна име на сите. А како си дојден? А каква визија има? Не ти вика тој што те на партискиот активист што да најде нешто за да ти даде причина да можеш да гласаш. Ја ќе гласам, гарант ќе ми даде да гласам. Ќе ми направи, ќе ми најде чар. Не, викам, пријателе, не сум државјанин. Нас овдека нонсенс вакво нешто. Дечко, не сум државјанин. А каква визија имаш? А каква визија имаш? Да. Браво. Да. Па тоа е демократија. Да, дали имаш договор за Кирија некаде? До тоа ќе ме беше доста. Ќе ме пишеше некаде. Значи, избори во Македонија се страшно строги претходно. ДИК има, опозицијата го именуваат ДИКот. Нели, СДСМ кога организираше избори, Пендаровски го става да биде шеф на ДИК без консултација со ВМРО, без согласност на ВМРО. Он така Црвенковски беше избран за председател. Значи, елементарно правило. Полна ливчиња во Зајаси, во Гостивари, рекордни одзиви, неверојатни одзиви, баш им текнало на сите за Бранко да гласаат. Тоа Пендаровски го организираше. Сега искачаат, имало надолна траекторија на изборите. Ние, мислам,
На кого му кажуваат такви притисоци? Што можат да очекуваат реално да Тоа добијат? што го добија, Ханим го кажа. Строго Министерства обзервирање. тешко дека ќе добијат, освен строго обзервирање. Строго Како обзервирање би избори можело- кои што и претходно биле регуларни. се Како кажа може човек. да функционира владата во последните 2 месеца поразлично од тоа до сега? Еве да се стави, бидејќи нели, парламент можеш да го ставиш во умирување, иако според Уставот на Република Македонија парламентот не може да престане со работа, постојано заседава. Но влада не можеш да распуштиш пред избори, но што може да се направи со владата да се минимизира незиното влијание врз волјата на гласачите, ајде да речеме сега. И оваа небулоза која би ги задоволила барем нив. Абе, јас сум бил на митинзи пред, значи, прво преседателот лета со авион службен, го носат со службена кола. Искачи и вика, јас кој ќе ме реизберете, Обама им вика, ја ќе ви дадам толку пари на студентиве, толку на администрацијава. Мислам, овие небулози кај нешто ги викаат дека министерот за финанси влијал на администрацијата, мислам, немајте. 80% од администрација во САД гласа за демократите. Значи, тоа е тотално влијание, мислам, апсолутно, че ги анкетираат, луѓе ќе видат, значи, нема никакви такви правила никаде во свет. Дури кај нас имаше на избориве, бидејќи малку порано почнаа преседателските пред парламентарните. И сега имаше еден момент кога Иванов оди на митинзи, влада, нели, ВМРО како партија не иде на митинзи за општите избори. И сега, на пример, Ставревски отишол на митинг на Иванов, и тоа било проблем бидејќи министерот за финансии отишол на митинг. А пази, за неколку дена, буквално, или за недела дена, почнува кампањата во која што Ставревски е носител на листа и најлегитимно ќе иде на митинзи. И сега проблем било што отишол на митинг недела дена порано на председателскиот кандидат. Мислам, такви небулози вадеве. Тоа никаде во свет нема такви правила. Ама еве, претпоставам дека ќе се внимава да нема, не знам, некој... Ке можат ли они Не, барем што ете тие нивни нели, ако е максималистичко барањето, барем нешто да се од тоа да им се оствари од СДСМ, за да можат пред своите да излезе, бидејќи сега ќе биде Ама сега они билдаат неверојатни очекувања дека ќе падне влада за 3 дена. И сега кој е крив сега? Билдаат и после која ќе биде... А кој треба да иде сега да ги смирува нивните гласачи, да вика извинете, да им продава, да им го Заев има проблем да го продаде договорот, да. Ама кој е виновен за тоа се? Кога витува брда и долини глупости? Кој е сега крив што базата е разочарана? Па разочарана е нормално, кој им рекол дека кога више поделило на министерски места и ќе те вработам, како викаше на таа снимката, од портир до министар ќе вработиме, живи луѓе ќе јадеме, кога тоа им го витува, нема минимум реална основа тоа да го реализира. Са, кој им е крив? Што се лажа, што се летаат по глупости? Ова си е внатрешен проблем во СДСМ, меѓу лудо радикално крило, кој што има киднапирана партијата и би сакал да се надевам се уште разумно, рационално, широко партијско тело, кое што претпоставам дека се намалува овие динови, гледајќи што прави партијата, како се коцка со државата, како го земала, не знам, тоа девојчето од Куманово, годнале Мири Николова да ја шета низ Скопје. Ало. Мири Николова на Агрон Буџаков. Ефтов што правеше интервју со неја. Се нормални што прави. А ваму ги обвинуваат овие зошто децата од домот бил... Кој ќе ги гласа, бе, со таква визуелна оптика? Земале таа девојчето од Куманова што го слика како плаче и Мири Николова да ја шета низ центар. Ало, кој ќе ги гласа, бе, тие? Но еве, внатрешен проблем има веќе крило кое што не пази што зборува. Многу вулгарно, Цвете. Идат и изборуваат дека не знам, нападот во Куманово билисцениран, режиран од владата. Такви работи кажува. А тоа се болни, човек. Не се на место. Бидејќи сваќаат дека... Замисли го ти, Џорџ Буш, на 9-11 да дојдеше таму и да правеше селфи. Да, баш, селфи да прави. Баш, буквално. Замисли реакцијата на јавност. Кај нас тоа поминува. И уште ја врта таа теза дека
дека тоа било исценирано и така натаму и дека тоа власта ја направила таа. Ама они сваќаат дека они предизвикаат дестабилизација. Ефектите на таа дестабилизација, еден од тие ефекти е тоа што буквално праќаш сигнал до радикалните неонско светло елементи. до Косово, елате бујрум. Да. Власта се тркала, не Груевски, Ахмети само што не падна. Кој идеше на Дојдете Косово да нападнете. прави интервјуа, така? И после кога ќе ти се манифестира тоа, значи 5 месеци зборуваат дестабилизација меѓуетничка, бомба ќе објавиме за Вели Питок, и кога банда од Косово вика супер, окей, ние што ни е работа, ќе окупираме дел од Македонија, утре ние сме власт. Ако не, ние ќе решиме кој ќе биде власт. Кога тоа се манифестира, кога сваќаат што направиле, ајде на брзинка да испинуваме дека тоа било договорено. Мислам, како и 2001 што нели беше договорено меѓу ВМРО и ДПА, така. Да. А случајно они после тоа дојдаа на власт. Мислам, значи, За жал, кај дел од гласачкото тело, особено нивно ова поминува глад. ама тоа се рони, тоа гласачко тело, не знам, некакви анкети, некакви проекции прават дека албанските гласови ќе ги добијат. Мислам, тоа е нереално. Они ги губат луѓето што реално може да ги гласаат, што унезверени гледаат тоа што се случува, што нивната партија прави, по кој пат трнала, а се надеваат на некои фиктивни гласачи. Не знам, може би мислат дека ќе полнат гласачки кутии како 2004. Ама мислам дека има многу лоша проценка. Анкетите ги виделе, јасно е. Една варијанта, да речеме, словеничкото сценарио, нели, да направат тотално нова партија, да извадат некого од кој што Имаше некој јавување кај мене во емисија дека имало крадење на гласови, не знам, 100.000 гласа, се јавуваше еден, не мислам, на таква обзервација од страна на ОПСЕ и на меѓународна заедница. Сите се знаеме во земјават 100.000 гласа. Ајде идеме со вториот блок реклами, веднаш потоа малку за камповите и твојот ангажман околу нив, па впечатоците кои ги доби со децава таму. Yes. И разрешница, конечно, на целава ситуација. Колку во оваа игра имаме реално на терен локални играчи кои, преку дестабилизација се обидуваат, бидејќи очигледно е јасно дека народот нема да ги избере на регуларни, фер избори, нема да ги избере... Поготово сега. Поготово после ова, со бомбиве. Поготово после бомбиве. Вака енергија да вложеа во програма. Да. Ваква да енергија да Рушевски програма да им напиша. Програма за отварање фабрика за оружје. Да. Значи, дали теориите на заговор дека ова некаков судир помеѓу западот, не знам, и истокот, па овдека слоновите, па ние ќе бидеме тревата и така натаму, или е само оваа игра на локални играчи? Ние си имаме проблем со таа стара полиција, со таа удба која што, мислам, без никој од надвор да им каже, без никакво влијание од надвор, од 91-а ровари тука, мислам, од кога требаше да престанат да роварат, мислам, роварат многу поназад, него од кога требаше да престанат да роварат, од Фршковски навамо, го снимаат ВМРО, го штабот, кој влегува, кој излегува, уфрлуваат луѓе, билдаат бизнисмени, ги уфрлуваат у ВМРО, потоа да направат проблемот внатре, подметнуваат, пази, имавме ситуација, Јадранка Кустова, која вика зошто не треба да биде лустриран. Така. Зошто лустрацијата не била фер, искаче, вика, јас не дојде некој бугараш во МТВ, ја Мусаев на Фрчковски, на Добре Величковски, шефот НУБК, да им кажам што ми го праќат. Јас знаев дека они ми го праќат. И она да каже дека тоа е апсолутно причина за лустрација. Кога ти ќе кажеш дека министер за внатрешни уфрла луѓе видат во телевизија и да шират приказна за бугарашање, јасно е тој период, таа приказна да чека ВМРО биле бугараш, па ја потврдуваш поентата на лустрацијата. Ова са Фрчковски што го кажа, што го пуштивме, ја потврдува поентата на лустрација, дека полициски служби користат тајни фондови, користат црни фондови, користат новинари кои што ги фатиле на времето со кој знае какви уцени или привилегии да направат политички мучки во државата, дестабилизација, нивните да дојдат на власт, овој да дојде, оној да падне.
Две рочишта неделата Сакаш да ми кажеш дека ние имаме организација во организација? Значи, еден коментар денеска на... Во самата наша структура, во самата наша полиција има структура која се работи за собствени други агенти. Тоа мислам дека веќе воопшто не е спорно. Тоа дека го гледаме секој ден со бомбиве на Заев и со пресудите за, тој ги фативме неколку души од групата на Верушевски. Две рочишта неделата од момент кога Верушевски тоа ќе почне да се фали. Добар дел од коментаторите веќе викаат од СДСМ, фала Богу што некој снимал и не ги дал. Веќе не викаат дека Груевски снимал. Во Турција тоа го викаат длабока држава. Имаше денеска еден убав израз на англиски, Ендрю Макдауел пишува за Guardian, за Financial Times, за повеќе медиуми, кажа во ВМРО велат дека имаат проблем со ancien режим, стариот, на француски, стариот режим во државата. И тоа е најточен приказ. Сега, во таа дестабилизација, внатрешен наш проблем, наследен од комунизмот, кој што лустрацијата само делумно го разоткри, тие структури бараат интензивно поддршка од надвор. И сега, ќе најдат некој бивши амбасадор како Фуерен или Филипини, ќе најдат некој актуелен европратеник како Ховид, ќе најдат Талер, не знам, ќе успеат да пројат ке некој еврокомесар, ке некој сенатор Америка, некој State Department што е или не е битен или не битен, негде ќе им пројде. Тоа не е спорно. Каракачанов? Да. Ја уште не можам да се соземам кого викна на говор. Да, на страна. Пази, ги фатија ВМРО ДПМН за 2-3 руски знамења дека они биле проруски. На нивниот митинг имаше, како беше она, 601-та, 106-та бригада која учествуваше на УЧК, со знамења на голема Албанија, а на сцената излегува Каракачанов. Станишев, се извинувам, Станишев. Па ја Каракачанов. Станишев. Руски агент, без никаква дилема. Без никаков сомнаш. Човек кој што Бугарија дојде на власт, декларирано дека енергетски ќе сврти кон Русија, ќе гради Јужен поток беше актуелен, нуклеарката ќе прави преку Русија, значи и кој што меѓу другото беше многу брзо потоа срушен, значи тој дојде на власт со протести, ја сруши власта на Борисов и потоа се случи тоа што го кажав пред малку, дека откако еднаш ќе го воведеш тоа правило, потоа и тебе ќе те срушат пила, че моментот кога дојде на власт, првото именување на шефот на безбедноста, нели кај нас Кире Наумов кажува вицеви дека Верушевски ќе бил шеф на ДВК кога СДСМ ќе се врати. Он именува некој таков профил, некој олигарх, бизнисмен, муватор. И сега десницата во Бугарија, ГЕРБ, организираше долготрајни протести и преку Твитер и преку социјални мрежи, користеа тактики кои што сега ги користи СДСМ, и таа влада издржа година и ништо, но меѓувреме многу битна работа што се случи, успеа две банки да колабираат. Значи не економијата во целина, но успеа да направат таков проблем, таква дестабилизација, бидејќи влегоа олигарсите во конфликт, си срушија две банки за кои што сега државата треба да плаќа. Че Бугарија си го дуплираше долгот. И го вратија стариот премиер. Си се врати се, ама во меѓувреме борчот е милиарда евра. Имаше интересна изјава на премиерот на Бугарија, кој му порача на Груевски, што извадија од контекст, му порача, поднеси оставка. Ама ствари пораката беше ти поднесе оставка, ќе се вратиш после 3 дена. Оставка, ќе те молат да се вратиш назад. Како што кај нив се случи. Така и се случи. Со тоа што не сме меѓуетничка, помеѓуетничка држава од Бугарија. Бугарија има 10% турско малцинство, ние имаме 20 и некои проценти. Кој не го признава. Таа варијанта не може баш така безболно да помине. Беше Црпковец. Или Владиште, како? Владиште. За разлика од... Имаме два кампа во моментов, едниот е пред владата на Република Македонија, другиот е пред парламентот. Оние што се пред парламентот не сметаат на граѓаните во слободното движење и циркулација на сообраќајот, овие се поставени на една значајна крстостица, но ајде, во име на демократија. Иако може да се постават околу споменикот на борците на ослободителите на Скопје. Да, може да се трнат скроз од што ќе беше и добро за нивната иконографија, но тоа не го направи, остануваат ваму, иако веќе после договориве, на вистина веќе импулсот го нема.
Беше кај чуварите на демократија, одржа говор, каков беше впечатокот твој од тие деца таму што се... Да, се вратив во младоста од протестите од 97-ма. Млади деца се забавуваат, играат пикадо, играат тенис. Добре, значи имаат филмски проекции секоја вечер за разни... Односто вечерта, јас кога бев, имаше филмска проекција за Иджи, за мотоциклистот, значи разни спортски успеси, за културни настани се зборува. Јасно е дека нели добар дел од нив се од ВМРО, подмладокот на ВМРО, има и некои ветерани на тие минати протести, на и луѓе кои што се очигледно загрижени, како што и сите сме за нели случувањата во Македонија за овој обид за дестабилизација, но јасно е дека има се внимава кој е на тие собери, за разлика пак од Црпковец, каде што ја мислам дека секој ден се надминуваат од Драги Шпага, кога се слика со Шекеринска насмејани, кој не знае, тоа е... Ја не знаев, тоа е некој порно актер кој што им дојде на митингот од, не знам, травестити, кој што, не знам, мене ми е жал за луѓе, ама сега злоупотреба на луѓе кои што си имаат проблем со себе во политички цели, од, што беше последнова денеска, не знам... Жените не се машини за раѓање... Да, може да го пуштиш таа... Не, со страв ги пуштам овие снимки од дебатите што ги водат. Навистина, човек да се запраша понекогаш што е целта, нели? Ако збориме за демократија, овдека збориме, пази, Македонија во бела смрт, се развиват една теза дека вие жени немој да раѓајте, слободно влегувајте, нели, не знам, абортус е ваше право, тоа е модерно, тоа е популарно. Индоктринација, дефинитивно. Тврда дека сме патриархално општество со овие стапки на наталитет, што мислам. Патриархално општество со негативен раст на ова. Тоа е оксиморон, тоа е толку неоддржливо да го... Ама да го пратам, берем да го направат како што треба. Види како го прават. Добро, постаните. Добар ден на сите. И ова тема е прекрасна. Меѓутоа, ја имам едно прашање до сите вас. Дали знаете што значи термин чиста постела? Терминот чиста постела е кога мајката ќе роди својата ќерка, ќе ја израсне и ќе ја спреми за незиниот иден сопруг. Но колку таа постела била извалкана? Станува збор за намалување, на страшното намалување на моралот. Ја не можам... Не знам, не се нормално. Мислам, кого собираат, која вас селекција од братот на Заев, кога се појави, од Драги Шпага, тие денеска, мислам, буквално да тие ќе треба улицават кога ќе се спакуваат, кога ќе отидат после десети. Со шеќер? Не знам што, го виде бугарскиот... Со варикина да се... Не, со шеќер. Зашто со шеќер? Имаше бугарски градоначалник на една улица во која му се случиле 8 сообраќајки за 7 дена, во која имало и жртви. На крај више не знаеле што да прават како, па имало тоа во бугарската традиција, во Бугарија, дека за да се избрка злото, се посипува со шеќер. Идеше пред камери, со шеќер сипаше по улицата. Тука близко е црквата, соборниот храм, треба да поменат. Да. Тука треба 12 попа да оканат. Со светена водичка, ама со шмрка. И тоа дури аспект, сваѓаш некој млади за нив е ова интересно, нешто се случува ваму, таму и така натаму. Но знаеш како, ќе помине некое време, еден ден ќе се срамат од ова. Како викаше Кипријанова, млад човек, ти ќе се срамиш од ова. Не, ќе останат снимки, веќе. Тоа на Филип Петровски му викаше. На Филип беше? Млад човек. Млад човек, ти ќе се срамиш од ова што го правиш. Не, ова е старо 97-ма, 98-ма. Они ќе сакаат да заборават, ама YouTube е вечно. Да, тогаш немаше YouTube, ама ова е сега, не знам. Има едно чувство, дали сум во право, не знам, какви се
еве, ти како новинар пристигнуваат во редакција каде што нели транзитираат податоци од цел свет и од целава држава. Имам едно чувство дека спласна една напнатост меѓу народот кој беше загрижен за војна и дека има едно олеснување од како видоа дека Европската унија и Соединетите Американски држави сериозно се заангажира за решавање на оваа криза и народот повеќе почна да си тера со бизнисот, да си брка своја работа и луѓето веќе да си го планираат одморот. Тоа е договорот што беше постигнат, договор за нормализација на состојбата. Колку и да тешко им паѓа на никој во СДСМ, тоа беше преломниот момент, кога беше кажано дека нема да се дозволи на тамошна дестабилизација на Македонија, пред се на СДСМ беше кажано, и на некој ќе им треба малку повеќе време да дојдат, нели, да им продре тоа до главите, но мислам дека мнозинството граѓани точно така разбираат дека... Дали се во право што им олесна? Па да, мислам дека се. Мислам дека од двата митинзи кога се покажа, нели, поддршката на граѓаните и еве, нели, дел од меѓународната заедница беше неизвестен пред се поради чувството кој што СДСМ се обидуваше да го создаде во јавноста, дека имаат не знам каква поддршка од надвор, благодарение на еден поранешен амбасадор од ЕУ, една поранешна амбасадорка на Холандија. Тука мислам дека нели луѓето се сеќаваат на 2001 и имаат се предпазливи кон се што доаѓа од меѓународната заедница, знаат дека може да се, не знам, СДСМ се обидува и можеби ќе успее да најде некаква поддршка. Сакаш да кажеш дека меѓународната заедница има механизми како да ги дисциплинира факторите овдека што се обидуваат за дестабилизација? Дефинитивно дека има, мислам, види, добар дел од нив ги финансира. Добар дел од луѓето кои што се најрадикални во момент директно се финансирани од странските фондови. Тука да немаме дилема. Значи, тие ги билдаат како алтернатива на нели десницата во Македонија. Сега малце нели во конфликт целава ова. Одеднаш сега меѓународната бара стабилизација, а истите тие кои ги финансира? Мислам дека откако видоа што прават, дека каде лежи проблемот, тоа овие се промени состојбата. Па мислам дека се промени. Мислам дека ги видовме изјавите дека договорот беше сериозен договор со посредство на САД и на Европската унија. Пише едно писмо до Џорџ Сорос да му кажеме што прават негови, мислам дека сериозно ќе се загрижи. Да собере вересијата, да собере вересијата, баш така. Буквално така. Цветин, многу ти благодарам за гостувањето и за анализата. Благодарам на поканата во секој време. Малку теравме и на мајтап, нека не ни замерат гледачите, но чувствуваме и дека можеме така да си дозволиме во овој разговор. Мислам дека е време за релаксација, дефинитивно. Тоа беше се за вечерва, почитувани гледачи. Лека ноќ и пријатно.